И другари, добро дојдовте на Goxi YouTube гейминг каналот. Се надевам дека сите сте добро, тоа е она што е најбитно пред се. Денеска сакам да ви покажам, објаснам како да инсталирате Windows оперативен систем. За оние кои не знаат, за оние кои знаат, но ова се однесува за оние кои не знаат. И за таа намена денеска ќе ја користиме виртуелната машина VMware Workstation, преку која ќе ни послужи да го инсталираме тој оперативен систем. Инаку постапката е иста како и за виртуелна, така и за вистинска машина, односно компјутер. Се што ни треба е претходно да го симнеме тој оперативен систем, а за тоа ја користиме страницата на Microsoft, каде што може да скинеме Windows или да симнеме Windows 10 или Windows 11 во зависност од тоа каков оперативен систем вие сакате да користите. Ова е таа виртуелна машина, VMware Workstation. Креираме нова виртуелна машина и користиме стандардните постапки. Кликнуваме на Install Disk Image и го бараме фолдерот каде ни е симнат Windows-от или имиджот, ISO фајлот, кој како милува. Понатаму програмата го идентификува како Windows 10 64 битен. Кликнуваме понатам или Next. Големината на хард дискот кој ќе го креира за овој Windows е 60 гигабајти, но доколку се инсталира на права вистинска машина компјутер, минимум големина која би требало да биде е најмалку 200 гигабајти. И тоа ќе служи само за инсталација на програми кои вас се потребни. Доколку инсталирате игри и други работи, тие ќе ги инсталирате на друг хард диск или друга партиција. Кликнуваме Next или следно, да видиме, да ги подесиме перформансите. 2 гигабајти ќе бидат доволни за оваа виртуелна машина, но за работа или за игра би се потребни минимум 8 гигабајти, а најмалку 16 гигабајти RAM меморија, доколку инсталирате на вистински компјутер. Ќе оставиме како што е. Понатаму кликнуваме на Next. Сега сме во фаза каде се креира дискот или виртуелниот хард диск. Ќе почекаме да заврши постапката. И не заборавајте да го поддржите овој канал со кликнување на лайк и суп. Оние кои се нови, обавезно ударете суп претплата, сосема е бесплатно. Со тоа вие поддржувате работата на овој канал, бидејќи без вас овој канал навистина нема никаква смисла. И започнавме со инсталација на оперативниот систем. Кликнуваме Enter. Кога се појави опцијата Press here Enter to boot from CD, од CD, ние немаме CD, него најчесто се инсталира Windows-от од USB. Овде ги оставаме опциите какви што се и понатаму кликнуваме Next. Одиме Install. Чекаме да се стартува сетапот. Бидејќи немаме клуч, идеме на опцијата I don't have a product key. Одбираме каков Windows сакаме да инсталираме, поточно каква едиција. Имам опција Windows 10 Home до Windows 10 Pro N. Ние секогаш инсталираме Windows 10 Pro и тоа 64 бит. Кликнуваме Next или следно. Ги прифаќаме условите кои ги нуди Microsoft, повторно Next или следно. И сега не идеме на Upgrade, туку идеме на Custom Install Windows Only Advanced. Кликаме на Custom и доколку имаме повеќе хард дискови, внимаваме
каде или партиции, внимаваме каде сакаме да го инсталираме нашиот оперативен систем. Например, доколку хардот е од 1 терабајт, најдобро се подели хардот на две партиции, например по 500 гигабајти, на едната да биде инсталиран на Windows-от, а на другата да складирате игри, музика, програми. Кликнуваме Next. Во овој случај ние имаме виртуелен хард диск од само 60 гигабајти. Започнува инсталацијата, чекаме да се заврши. Целосната постапка не би требало да трае повеќе од 15 минути. Ова е почетната фаза каде се припремаат фајловите за инсталација и потоа почнува вистинската инсталација на нашиот оперативен систем, во овој случај Windows 10. И напомена дека доколку се инсталира на вистински компјутер, постапката е многу побрза. Нели со повеќе RAM меморија, подобар процесор, тука е само на 2 јадра и на 2 гигабајти RAM меморија. Значи што повеќе RAM меморија, побрза инсталација, и што појак процесор, исто така побрза инсталација. – 55-56% припрема на фајловите за инсталација на нашиот оперативен систем. – 15% до крајот на оваа постапка, на овој чекор. Уште некои си 15%. И да напоменам дека значи на вистински компјутер оваа постапка или овој чекор се завршува за неполна минута, секако во зависност од перформансите на вашиот компјутер. Првиот чекор успешно завршен, Installing Futures завршено и сега Installing Updates. Доколку сте врзани значи, на интернет, автоматски ќе ги преземе сите ажурирања кои ќе ги пронајде на сајтот значи, на Microsoft и потоа следи чекорот рестартирање. За оние кои се вклучија подоцна потсетување дека инсталираме оперативен систем Windows 10 за оние кои сакат да научат како се прави тоа. И за таа намена користиме виртуелна машина VMware Workstation. Инаку инсталираме Windows 10 64 битен. Стигнавме до фазата каде што самиот оперативен систем ги подесува сите сетинзи потребни за нормална работа, значи на оперативниот систем.
Чекаме да се заврши целата постапка. Како што и самите гледате, Getting Ready. Добивам многу често прашања од типот дали е подобро да се инсталира Windows 11 или да се остане на Windows 10. Моја препорака е да се остане на Windows 10, бидејќи се уште многу драйвери, многу програми, многу хардвер не е компатибилен со Windows 11 и поради таа причина би требало да останете се уште, барем уште некој време на Windows 10. По мене, реално е еден од најдобрите оперативни системи во моментот, кој се уште се користи во многу поголем процент од најновиот Windows 11. Сега, го бираме тука регионот, во зависност вие од која држава сте, го бирате вашиот регион, во нашиот случај тоа е Македонија. Понатаму, секогаш одбираме, барем ке мене така е случајот, два јазика, основниот англиски и понатаму додаваме нов јазик, во случајот македонскиот. Го одбираме јазикот, кликнуваме next или следно, потоа додај layout, add the layout и чекаме да се подесат сите подесувања кои ние ги направивме во текот на инсталирањето. И следниот чекор не прашува дали овој Windows ќе се користи за фирма или за поединец или за персонална употреба. Ние одбираме персонална употреба, кликнуваме next или следно. Овдека најдобро е да се најавувате со офлайн акаунт. И овде одбираме Limited Experience. Внесуваме име за како ќе го крстиме нашиот Windows. Во случајот ќе биде Test Computer. Кликнуваме Next. Тука можете, но и не морате да внесете лозинка. Лозинката е најчесто потребна доколку не сакате некој друг да ви чепка во вашиот компјутер или доколку имате поврзано повеќе машини, за да може да пристапите на другата машина, секој од нив мора да имаат лозинки. Така да добро размислете како ќе го креирате вашиот налог. Ние ќе го ставиме нашиот во случајот без лозинка, кликнуваме Next или следно. Овде препорака моја да исклучите све, буквално све. Бидејќи преку сите овие опции Microsoft може многу лесно да ве следи. Понатаму кликнуваме на Next или следно, ова го скипуваме, не ни интересира воопшто. И мислам дека ова некаде и последната фаза од инсталацијата на овој наш оперативен систем. Инаку се работи за Windows 10, 64 битен.
За оние кои се уште не знаат што значи 64 битен, ќе објасниме во некоја друга наредна прилика. Инаку постојат два типа, 32 битни и 64 битни оперативни системи, во последно време само 64 битни, додека 32 битните веќе се исфрлија од употреба. Бидејќи сите програми, игри и така натаму подржуваат исклучиво само 64 битни оперативни системи. Инаку да напоменам дека освен Windows може да инсталирате Linux, MacOS и така натаму. И како што кажав, ова е завршниот дел од инсталацијата и ова е првиот екран кој ќе го видите откако ќе заврши инсталацијата на вашиот оперативен систем. Понатаму следува инсталацијата на драйверите, графичката и така натаму, доколку нели се уште има драйвери кои нема да ги пронајде автоматски вашиот оперативен систем. Бидејќи работиме од виртуелна машина, мора да инсталираме алатки за да може да добиеме резолуцијата на цел екран како што треба. Тоа е тоа, графичките драйвери се инсталирани и сега го имаме оперативниот систем во целата своја резолуција. Најдобро е да се рестартира машината за да ги прифати сите промени кои се направени во меѓувреме. Чекаме да се рестартира машината. И ова е делот, вака изгледа инсталираниот оперативен систем. Имате корпа за отпадоци и Microsoft Edge браузер, пребарувач. Понатаму останува на вас да инсталирате програми и работи кои вас ви се потребни за работа, за игра и така натаму. Тоа е ваш избор, останува на вас. И тука некаде ќе го завршиме ова денешно видео. Се надевам дека беше поучно, барем знели за оние кои не се разбират, не знаат како да го направат ова. Се надевам дека појаснивме и дека некои работи станава појасни. Ви благодарам што го гледавте ова видео. Ви закажувам некоја наредна средба многу брзо со некој нов туторијал, се надевам. До тогаш бидете ми живи и здрави, чувајте се, пазете се. И обавезно, subscribe и лайк на ова видео и на овој канал. А ние се гледаме повторно многу наскоро, до тогаш. Поздрав, чаос!